Во студиото разговарам со еден од нашите најпознати македонски етнолози и етнокореолози, професор на Музичката академија при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, професор доктор Владимир Јаневски. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден и добре најдов. Се надевам дека со оваа тема ќе допреми до нашите гледачи и ќе биде интересна со оглед на тоа што имаме да кажеме денеска во разговорот. Колку денеска ансамблите ја негуваат македонската традиција, песната, орото, народната носија, колку успеваат да исполнат својата улога како чувари на македонската традиција? Па јас тука ете како стручњак во таа област, како човек кој веќе долги години работи во таа проблематика и сум израснат во таа проблематика, односно целата моја професија, целата моја стратегија од уметник на сцената, па од прв, втори, трет циклус да ги завршам студиите, беа баш во оваа област. Најважно од се да се знае тоа дека сите друштва, сите ансамбли, сите луѓе кои работат со проблематиката традиција и кои негуваат таква работа е најважна за нас е првенствено социализацијата на децата. Заради тоа што ние денеска не живееме како што ние имавме шанса да живееме во 20-тиот век и да живееме со едни други потреби, сега се живее во 21-виот век и потребите се сосема поинакво. Но овие ансамбли, овие културно-уметнички друштва се остаток од 20-тиот век. И треба да бидеме благодарни на сите кои го негуваат традиционалната музика и игра, дека у суштина првенствено ја прават социализацијата, односно ги собираат тие деца и барем нешто ги учат на еден начин поинаков кој што денеска ние го живееме. Во однос на тоа колку и на вистина ја негуваме традицијата, тоа е едно дискутабилно прашање, заради тоа што голем дел од луѓето кои го работат тоа, некогаш се стручни, некогаш не се стручни, некогаш од знаење, од незнаење, па дури некогаш ете може да кажеме и од самоволија, работат нешто поинако како што би требало да биде вистинската македонска традиција. За тоа малку подоцна ќе споменеме нешто повеќе, но би сакала да ве прашам малку општо што всушност представува фолклорот на еден народ? Само игра и песна или многу повеќе од тоа? Кога би го употребиле зборот фолклор, кога ќе го кажеме зборот фолклор, под фолклор подразбираме многу повеќе од што е традиционалната музика и игра, под зборот фолклор подразбираме и приказни, и архитектура, и се нешто што е на крај крајeva и околу нас, се што е деливо со нас. Терминот фолклор, како фолклор или како фолклорна игра, на овој простор влегува можеби малку манипулативно во средината на 20-тиот век и се обнародува со термин фолклор, кој треба да представува игра, песна или музика. Често пати се употребуваат исто така несоодветни термини во однос на фолклорна музика или фолклорен играч, кој тоа е тотално несоодветно. Токму затоа и ве прашам да објасниме. Сепак, кога ќе се каже фолклор, се подразбира нешто што е многу повеќе од традиционална музика и игра. Би сакала уште една дефиниција околу појаснувањето, да се знае што точно значат термините, како се дефинира орото, што е всушност орото како дел од македонската традиција. Апсолутно, инаку само ќе се навратам на претходното прашање, инаку фолклор потекнува од германскиот збор фолклора, кој покажува житие на еден народ или просто едно истражување на еден народ, но во многу поголема смисла. Во однос на играта, песната или ораторската традиција, орото како сам термин е познат на оваа проблематика и воопшто на македонското тло, но е многу важно да се знае дека орото или играта многу повеќе се обединува играта. Многу често, јас и на моите студенти, но и моите сите вакви соговорници, често знам да кажам во последно време, некогаш се употребува и танц. Танц е тотално погрешен збор за македонската наша традиција, зашто мојата баба и вашата баба не танцувала, тие играа. Ние не може да превземаме некакви зборови кои се тотално несоодветни. Несоодветни зборови дека танц е македонскиот танц. Не. Во ниедна ситуација мојата баба, мојот дедо не танцува, тие играа. Ние не танцувавме латиноамерички игри и танци. Ние ги игравме нашите македонски ора, кои вистински треба да ги сакаме, така да во поширока збора на тематиката игра може да се проследат како обредни игри и соборски ора. Би сакала сега за она што претходно го споменавте. Дали денес традицијата се негува автентично или пак понекогаш се прават компромиси за да може би биде поатрактивно тоа што се представува пред публиката? Знаете како тука веќе има една поширока хронолошка тема каде што треба малку повеќе да се говори, да се зборува, а тоа е дека
самата оваа проблематика, или ако се каже македонската традиционална игра и воопшто македонската традиција, почнува да станува интересно уште во 19. век, уште во 1850-1860 година. Значи, етнографите на крај и самиот термин етнологија или етнокорологија не се создаде етнологијата за американските народи. Етнологијата се создаде за нас, за народите кои ние живеевме во 19. и 18. век и живеевме многу затворено и бевме екзотика. Македонија секогаш беше екзотика. Дали ќе се земат тука носиите, дали ќе се земат играта или обредите, секогаш Македонија остана и до ден денеска екзотика. Во таа екзотика се создадоа такви услови да се создадат и такви науки. Не се создаде етнологијата и етнографијата и етнокорологијата за француските народи. Него се создаде баш за овој простор овдека. Сега, воопшто, значи, создавањето на, или интересот за тој простор се појавува, например, уште во, како што кажа, во 19. век со Стеван Верковиќ. Стеван Верковиќ ја однесе првата збирка во 1860 година во Санкт Петерсбург. Во 1919 година се формира првите културно-уметнички друштва, односно започнаа првите игрорни групи да се создаваат, кои беа типично автентични и автохтони. После Втората светска војна, факт е, тоа е нешто што е дел од нашата традиција или дел од нашата култура, после Втората светска војна голем дел завзема и руската школа, во тој еден, ако може да се каже, во комунизмот, каде што руската школа диктираше да се биде парадна игра, или ако можам тука во една сосема поинаква тематика да го кажам во тој жаргон, параден фолклор. Тој параден фолклор требаше да се излезе на улица, да биде комплексен, но да биде под балетската основа. Тоа имаше се поголем замав и тоа доаѓаше во 70-тите, 80-тите години, се до можеби некоја една фаза до 2000-те години, кога дел од македонската нација, од македонската традиција, од македонските научници се освестија дека треба да се застане и треба да се види што е вистинската македонска традиција. Да, токму и затоа сакав да направиме една разлика како се препознава разликата помеѓу изворниот и сценскиот фолклор. Во таа насока ми беше прашањето. Кои се најчестите грешки кои што ги забележувате во интерпретацијата на народните игри и обичаи? Знаете како, секогаш четирите сегменти кои се неделиви и секогаш морат да одат заедно, а тоа се играта, песната, инструментот и носијата. Тоа се четири сегменти кога се работи за сценска презентација на традиционалната музика и игра. Се четири сегменти кои се неделиви. Првенствено кога седиме во публика и треба да излезе било која група, првенствено ние се сретнуваме со моментот на носиите, односно костимирањето. Практично визуелниот момент. Визуелниот момент е секогаш првиот момент каде што се препознава групата и се препознава на кое ниво треба веќе да биде групата. Најголемите, најкардиналните грешки можеби некогаш и си ги бараме во народните носи, заради тоа што до пред неколку години се правеа толку многу големи грешки во традиционалното облекување на сцена да некогаш се користеа и делови од носи или комплетни носи кои воопшто не беа од тлото на Македонија, но постепено тоа успеавме ние со оваа критичка маса која го работиме тоа, со прикажување на вистинските македонски носи, да истиснеме еден простор и да прикажеме вистинската македонска традиција. И да се надоврземе, мораме да кажеме дека многу важна е и стручната едукација на кореографите и раководителите на ансамблите кои што треба да се држат до таа автентичност која што треба да ја пренесат преку игрите на сцената. Апсолутно. Ние македонците можеби имавме среќа во многу работи, ама можеби во овој поглед па највеќе, само заради тоа што имавме прилика во 2001 година да имаме шанси да се отвори насоката за традиционална музика и игра при Средното музичко училиште Илија Николовски Лој. Во 2007 година при Универзитетот Гоце Делчев се отвори катедра за етнокорологија, која до година славиме 20 години, каде што на катедрата има 3 циклуса, односно прв, втор и трет циклус, каде што се додипломските, постдипломските и докторските студии, каде што голем дел излегува на вистина стручен кадар. Тој стручен кадар се наметна како една критичка маса, таа критичка маса отпочна да традиционалната музика и игра да ја презентира на малку поинаков начин и веќе на вистина можеме да кажеме дека
да, можеме да се пофалиме со едукацијата, заради фактот, само заради тоа што се повеќе и повеќе доаѓаат млади луѓе, но исклучителен е фактот дека ние сме се повеќе и повеќе интересни на целото ова поднебие на Балканот, само заради тоа што етнокорологија постои само на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, односно на Музичката академија при катедрата за етнокорологија, каде што ни доаѓаат студенти од сите балкански земји, вклучувајќи ги тука, нели, Србија, Црна Гора, Хрватска, дали тоа на прв или на втор циклус, што навистина ние сме горди, а тоа е во суштина еден показател дека навистина функционираме како што треба. И сега две прашања ќе спојам во едно. Слушнавме за најавата интернационалниот фолклорен фестивал во Велес, кој што ќе се одржува настапи на другите културно-уметнички друштва и на домашни и инострански фестивали. Каква е улогата на фестивалите и фолклорните смотри во зачувување на традицијата, меѓутоа и колку традиционалните ора, песни, носи можат да бидат средство, ќе се изразам, за промоција на Македонија и нејзиниот идентитет надвор од земјата? Апсолутно, мислам, јас тука ние ги поддржуваме сите фестивали, сите групи што воопшто работат и функционираат, но тоа исто честитки до Велешани за нивниот фестивал, но е многу важно да се знае заради тоа што податокот е многу важен. Македонија и соодветните министерства треба многу повеќе да инвестираат во ваквите ансамбли, во ваквите друштва, само заради тоа што можеби тие се и најголемиот двигател, односно и најголемиот пропагандист да се пропагира за македонската култура. Јас во овој момент воопшто не би, можеби јас не сум оптеретен толку со политичките случувања што се случуваат околу нас, ама и не ни треба ние кои работиме со традиционалните вредности да бидеме оптеретени заради тоа што ние ја познаваме нашата традиција, каква ја познаваме нашиот менталитет каков е и треба само да го сакаме, да го почитуваме и да го презентираме. Ние не треба да војуваме војни да се докажуваме кои сме. Не, само треба да се презентираме. Така. Споменавте голем интерес од кај младите за изучување на етнокорологијата на факултетот, на студиската програма на факултетот во Штип. Меѓутоа за сите оние кои што можеби преку едукација не се насочуваат на етнокорологија, сакаат да го негуваат фолклорот, дали новите генерации гледаат новаа традиција како на хоби или како на дел од својот идентитет? Знаете како, тоа веќе е еден психолошки момент. Значи, тоа треба повеќе и психолозите кај нас да делуваат и да реагираат. Тоа зависно во кои градови живееме, зависи во кој простор се живее, зависи во кој простор делува и на крај се зависи, барем тоа со годините покажало дека се зависи какви поединци постојат на теренот. Так. Значи, најчесто тоа се поединци кои знаат како феникс да издигнат еден град, како феникс да издигнат еден простор или еден ансамбл, за после нивното заминување тоа да пропадне или да падне. Нажалост, потребен ни е континуитет. Да, потребен е континуитет во главниот град во Скопје, можам да кажам дека да, го имаме тој континуитет, во помалите градови се губи па се појавува, но сепак мислам дека тука и голем дел од младите, да, навистина тоа го сакаат, но се различни годишните побрвен. Значи, тој адолесцентен период, па после адолесцентниот период, како доаѓаат на факултети, како тоа се запишуваат е малку поинако. Што треба да направиме како општество за да ја доближиме традицијата до младите и ако треба со една порака да ги охрабрите младите да се приклучат во некој ансамбл или можеби да се насочат кон изучување на етнокорологијата, што би им порачале? Треба да ја сакаме и да ја почитуваме нашата држава, треба да имаме малку поголема национална свест во смисла на тоа дека кои сме, што сме, не треба воопшто да се бориме, да се докажуваме, но мислам дека тука и ресорните министерства треба за образование исто така и за култура малку повеќе да дадат, не можам да кажам или лошо можеби ќе звучам, одврзани раце на стручните лица, но сепак мислам дека тука треба малку повеќе да се бара од ансамблите поголема концертна активност, многу поголема едукација во самите, во гимназискиот дел, во основното образование, што повеќе младите да се насочуваат, на крај повеќе да одат во музеите, да ги видат етнографските музеи во Скопје или во сите градови каде што постојат, малку повеќе и учителите, односно наставниците да се ангажираат околу самите ученици и мислам дека на крај треба да вистински да ја сакаме нашата држава. Имаме навистина значително богато македонско културно наследство, треба пред се да го почитуваме, да го негуваме и секако да го одржуваме да се пренесува на следните генерации. Ви благодарам многу за гостувањето. Апсолутно благодарам и јас на вас.